Сега ние повторно ќе го напуштиме нашето студио, бидејќи некаде во градот, односно најверојатно во една од нашите издавачки центри е нашата Вики, нашата Викторија, која што ќе ни помогне за тоа што најмногу се чита ова лето и кои книги би биле згодни да ги понесеме со себе на одмор. Вики, добро утро. Добро утро, Сузе. Ние ве поздравуваме ова утро од градскиот парк. Добро утро и поздрав до сите наши гледачи. А токму така ќе говориме за тоа што најмногу се чита ова лето, на кои наслови им даваме предности, каде се можеби македонските автори за време на летните месеци, односно дали им даваме простор и можност за да ги читаме токму нима. Јас ова утро разговарам со Бојан Саздов од издавачкиот центар 3. Бојан, добро утро. Благодарам што сте дел од утринската на телевизија Алфа, како сте? Одлично, благодарам и вам на поканата. Така, што се чита ова лето? Ете конкретно од насловите на издавачката куќа 3? Па, видите, секој лето е, лето е како создадено за читање и сите ние имаме многу повеќе слободно време и можеме да ги искористиме за читање, за таа многу убава активност. Она што е секогаш актуелно во летото е, се разбира, наслови кои што можеме да ги понесеме со нас на одмор и кои што во основа ќе не релаксираат и ќе не направат одморот уште поголемо уживање. Така што очекувано во овој период жанровската литература како трилерите, романсите, историските драми и слично да бидат малку повисоко на списокот на посекувани книги и тоа е она што најчесто се бара. Меѓутоа не заостануваат и сите оние популарни книги, луѓето секако сакаат и во текот на лето да го искористат за себе надградба и за себе развој, така што и популарната психологија е тука, меѓутоа да, секогаш доминира малку повеќе жанровската литература. Така, значи ли тоа дека во лето можеби бираме малку полесна, релаксирачка литература и зголемена ли е продажбата во летните месеци на насловите во 3 конкретно еве? Да, како што споменав, се работи за период во кој што сите сакаме да се релаксираме дополнително и преку токму таа жанровска литература е повеќе барана и повеќе има зголема побарувачка. Инаку во однос на тоа дали да се разбира има многу повеќе книги кои што имаме акции, да, тоа е дополнително зашто се зголемува интересот за книгите, затоа што на книжаница, конкретно книжаница на 3 во текот на летниот период го спроведуваме летниот фестивал на книгата, кој што значи попуст на сите изданија, меѓутоа некои дополнителни работи. Оваа година имаме нова акција, односно слоганот на фестивалот е "Читам, значи патувам", кој што подразбира издавање на овој читателски пасош, кој што секој што ќе дојде во нашата книжаница може да го добие со купување на 2 наши книги, а потоа со овој читателски пасош се собираат печати кои што понатаму носат награди за сите оние кои што за сите читатели кои што ќе бидат редовни купувачи по текот на летниот период. Така што да, и книжаница 3 и ја следи таа поголема поборувачка во текот на летниот период и се разбира и интересот на читателите поради тоа поголем. Каде е местото на македонските автори? Им даваме ли простор и шанса и не само во летниот период, генерално? Секако, кај нас во 3 македонски автори се високо на приоритетот и на позициите во нашата издавачка програма и секогаш има посебен однос кон македонскиот автор. Така што можеме да кажам дека и многу често го зборуваме дека македонски автори се рамо до рамо со светските и дури во некои делови и се разбери и почитани, тоа очекувано. Автори како Румена Бужаровска, Венко Андоновски, Лидија Димковска, кај нас се секогаш високо на топ листите и поради тоа можеме да кажам дека некојаш има прашање во врска со дали избира македонски читател локален автор, јас кажам дека да, секогаш локалните приказни се тоа што ги прават ни иде многу поинтересно. Така, и ете можеби за крај да најавиме што ново подготвува издавачкиот центар 3, да го резимираме ова линковско вклучување. Така, во следниот период имаме исто така зголемена продукција на нови наслови, имаме нови трилери, нов трилер од ЮНЕСБ се очекува да пристигне наскоро, тоа е нашите
најпопуларни преводни автори. А исто така до крајот на летото, односно до крајот на месецот август, ги повикувам сите читатели да дојдат, да не поседат, да искористат оваа акција, да бидат дел од ова патување, бидејќи навистина сметаме дека и читањето значи патување, и книгите наносат секогаш на нека интересна и возбудлива дестинација која што самите бираме. Така, Бојан, ви благодарам за сите овие информации, можеби токму во летниот период кои што ни се корисни, токму за книголюбците. Ние повторно ќе се дружиме, секако во фокусот ќе ни биде книгата. За ова утро толку, благодарам уште еднаш. Благодарам вам на интересот. Да, токму така, порелаксирана содржина, романси, трилери, меѓутоа и книги за личен раст и развој се читаат ова лето. Зголемена е продажбата на книги во издавачкиот центар 3 и секако македонските автори можеби конечно го добиваат своето заслужено место помеѓу читателската македонска публика. Од овде ние се одјавуваме. Сузе, можеби да имаш дополнително некое прашање за мојот гостин? За жал, Вики, немам времето, не ни дозволува, но многу ве поздравувам и тебе и твојот гостин, и добро е да се чуе веста дека повеќе се читаат книги ова лето во однос на претходното. Голем поздрав до тебе.